Во Берово и Малешевијата се очекува голема посетеност на гости за престојните великденски празници. Продолжениот викенд и убавото време кое што го најавуваат метеоролозите во пресред на празникот одат во прилог на угостителите, собствениците на локали и хотелиерите, кои се спремни да ги дочекаат гостите од државата па и од земјите од нашето соседство. Кога станува збор за сместувачките капацитети, последните информации покажуваат дека двете туристички населби во Берово се преполни, додека 85% се движи исполнетоста на хотелите. Резервациите веќе се вршат, негде околу 80% сме веќе со исполнет капацитет. Очекуваме, во наредните 2-3 дена да биде 100%. И традиционално, како секоја година, ние сме спремни за сите тие, продолжени викенди или настани кои се случуваат. Ние ги намалихме цените, со оглед на тоа што направивме аранжман зависно од бројот на ночевањата. Така да за ночевање од 1 до 2 до 3 до 4 дена пропорционално се намалува цената, така да сакавме да му пружиме на нашиот човек да може да дојде да почувствува, атмосферата да го почувствува, природата да почувствува све. Така да немавме намера да ги покачиме цените, немавме намера. Беровските локали се целосно подготвени на гостите да им понудат разновидна урбана забава, со гостување на повеќе диџеи и рок бендови со кои ќе се очекува да привлечат што поголем број на туристи. Да, се спремни сме, само уште луѓето да дојдат. Од четврток ги очекуваме сите да почнат да си доаѓаат, студенти, гости, добродојдени се сите, очекуваме со оглед на тоа дека времето малце е ладно, но кажа дека од петок ќе се оправи, така да сите следат временските прогнози и се надеваме дека ќе дојде. Со оглед на тоа дека сакаме да одржиме уште урбаното нешто што постои во градот и што треба да постои, имаме различен репертоар за сите видови на вкусови. Сега ќе биде урбано, културно, со диџеи, со бендови. Очекуваме да има многу народ, очекуваме да биде интересно. Имаме секоја вечер различна музика, рок журка, балканско парти. Традиционално секоја година за Великден имаме гости. Дали сме спремни? Нормално дека сме спремни, ние ги чекаме празниците. Капацитетите, за разлика од лани, има помал интерес дефинитивно. Цените остануваат исти, барем што се однесува до храната, па и на сместувањето нема ништо промени. И е релативно ефтино. Сите знаеме дека гостите, голем дел од гостите доаѓаат баш заради тоа што цените се доста адекватни. Општина Берово и овој пат ќе изненади со највообичаена и возбудлива програма за великденските празници. Оваа година за прославата на Великден во недела, освен вообичаената програма за избор на најцврсто и најубаво декорирано јајце, за прв пат во Берово ќе настапи професионален современ балет, нешто ново и невообичаено за нашиот град, каде беровчани и посетителите на Берово ќе уживаат во танцовата игра на големите уметници на страсното танго, шпанските танци, модерен балет, Кармен, персидски ориентален танц, неколку дуети и соло изведба. Како и секоја година, локалната самоуправа на општина Берово го организира прославувањето на нашиот најголем христијански празник, Великден, и јас мислам дека за разлика од минатите години, оваа година ќе имаме нешто побогата програма. Подготвивме и нешто кое верувам дека ќе ги изненади нашите граѓани, а тоа е ангажирање на балетска група, на современ балет, кој ќе биде прикажан на плоштадот во Берово од страна на Софискиот балет, од Република Бугарија и се разбира и од нашата опера и балет во Република Македонија. Тоа современото, тоа што преку него ќе можеме да ги кажеме и нашите традиционални вредности, ќе биде нешто ново за оваа година, тоест метнато во програмата за прославата на Великден. И веќе користам прилика на сите граѓани и ги честитам да им почеститам великденскиот празник и ви посакам на сите здрави. Балетската група ја предводи нашиот врвен балетант Рајче Стојковски, кој до неодамна работеше во Македонската опера и балет, а сега е солист на музикалниот театар во Бугарија. Со него настапуваат едни од најдобрите солисти од Софиската опера и музикалниот театар од Софија.
Прославата на Великден не може да помине и без нашиот традиционален фолклор. Концерт ќе одржи и културно-уметничкото друштво Димитар Поп Георгиев Беровски во полн состав. Како и секоја година на манифестацијата организирана од општина Берово, особено внимание привлекува традиционалниот избор на најцврсто великденско јајце во кој учествуваат на стотина граѓани, како и изложбите на украсени великденски јајца поставени од детската градинка и училиштето од Берово кои имаат хуманитарен карактер, па граѓаните ќе имаат можност да ги купат украсените јајца со што ќе донираат средства за хуманитарни цели. Од општинската каса за манифестацијата се одвоени околу 100.000 денари, каде беровчани и Берово конечно заслужуваат урбано прославување на еден значаен празник како другите светски градови.